20 семејства од пробиштивската населба Калниште и неколку угостителски објекти ќе бидат вклучени во голем меѓународен проект наречен Биоотпад. Се работи за активности кои започнаа да се спроведуваат во септември и ќе траат наредните 18 месеци. Е предвидено на територија на општина Пробиштив да се постават 2 компостари за преработка на биоотпад со капацитет од 120 тони на годишно ниво. Предвидено е биоотпадот да се генерира од угостителски објекти како една целна група и од населено место како втора целна група. Од тука во рамките на овој проект општината ќе развие целосен систем, плаќај колку што создаваш отпад. Набави соодветна опрема за спроведување на пејт систем, опрема за мерење која ќе се монтира на камионите за собирање на отпад, канти со систем за идентификација. Освен општина Пробиштив, во проектот се вклучени и општините Катимерини од Грција и Ермисоја од Кипар. Како стручна подршка се Технолошкиот институт од Крит и Универзитетот Гоце Делчев, од каде ќе бидат ангажирани 2 стручни лица. Едното стручно лице ќе изработи систем за монтажа на GPS и GIS системи на камионите кои што го изнесуваат отпадот. Понатаму ќе се набави опрема за читање на чиповите со кои што ќе бидат вградени во кантите во кои што семејствата ќе го депонираат цврстиот отпад кој што не може да биде подложен на рециклажа. А второто стручно лице ќе треба да изработи систем, односно да разработи систем за набавка на машина кој што ќе компостира органски отпад. Овој проект представува вовед во она што предстои за година или 2, а е согласно европските стандарди и регулативи. А тоа е имплементација на регионалниот план за управување со отпад, кој што предвидува воспоставување на интегриран систем за управување со отпадот, каде органскиот отпад ќе се неопходно да се селектира, бидејќи за него нема место на новата санитарна депонија која што е предвидена да се изгради да го обслужува овој регион. Крајната цел на проектот е органскиот отпад да се преработува во органско ѓубриво, да се намали количината на отпад која граѓаните ја фрлаат и секако можеби најтешкото да се сменат навиките на граѓаните и да се подигне свеста за селекција на отпадот. Инаку, проектот е финансиран од Европската комисија за регионален развој и истиот е во вредност од 1,3 милиони евра. Од нив по 270.000 евра ќе добијат општините кои се вклучени, а истражувачките институции од Крит и Штип ќе добијат по 80.000 евра.